Ниту од владата, ниту од најголемата владеачка партија. Се уште нема информации кога ќе се случи и кој се ќе биде опфатен со реконструкцијата што ја најави премиерот Мицкоски. Од ВМРО ДПМН за Канал 5 вела дека во партиските тела досега немале разговарано на оваа тема, а Централниот комитет го има овластено лидерот Мицкоски да одлучува за предлог членови и да преговара со коалиционите партнери. Први внатрешната дискусија за реконструкцијата ја почнале коалиционите партнери од Вреди на првата седница на Централното собрание што го одржале синоќа. Беше отворена дебата за перформансите на носителите на јавни функции, со цел евентуалните промени да придонесат за поголема ефикасност, одговорност и побрза реализација на обврските преземени пред граѓаните, стои меѓу другото во соопштението на Вреди. Известно е дека владиниот кабинет ќе го напушти вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај, кој веќе со месеци не оди ниту на работа. Ке има промени и во Министерството за социјална политика откако Фатмир Лимани јавно кажа дека им се разделија патиштата со Вреди, но неофицијално е можно премиерот да го ротира на функцијата на Иван Стоилковиќ во Министерството за односи меѓу заедниците. Се шпекулира и дека ВМРО ДПМН и Вреди ќе си ги заменат здравство и образование, но од Вреди тврда дека уште нема дефинитивни одлуки за овие ресори. Политичкиот аналитичар Љуџзин Фаризи очекува со промените да бидат опфатени 1/3 од владиниот тим, но смета дека неопходно е и освежување во пониските ешалони каде што има послаби резултати. Претпоставувам дека владата ќе го анализира во детали секој министер кој што има работено и сработено, и за некои луѓе претпоставувам дека кои не ги извршиле задачите или може да поминат на друг ресор, може да им кажува благодарам и пријатно. Така што јас очекувам 1/3 ресурси од владата да се менја, имајќи предвид дека има 3 поголеми политички партии или коалиции на владата, и имајќи предвид дека особено во албанскиот блок се најавуваат 20-тројца министри да се заминуваат, но освен ова јас мислам дека владата треба да направи и други реформи, односно во третиот ешалон, мислам дека таму ќе има повеќе менување на кадрите. Дел од владата која беше избрана пред 2 години со 2 министри, Минчев и Филков, е и партијата Знам. Но дали тие ќе останат на позициите или се можни рокади на ресорите, се очекува да пресечат лидерот Максим Димитриевски и премиерот Мицкоски.